Почитувани, Христијан Мицкоски нема ниту жал, ниту грижа за заразените од коронавирусот и секојдневните надчовечки напори на здравствените работници да ја одржат пандемијата под контрола. Уште еден во низата докази кои го потврдуваат неговото незрело и неодговорно однесување е вчерашниот инцидент за кој слушна целата јавност, а во кој лично Мицкоски ги прекршил мерките за спречување на заразата. Седел во затворен дел во кафана, иако тоа е најстрого забрането според мерките за заштита од COVID-19. Згора на се, Мицкоски, преку Наќе Чулев и неговите структури во МВР правел се за да се сокрие и да не биде забележан од инспекцијските служби кои дошле во кафеаната. Вчерашното однесување на Мицкоски е директен доказ дека овој незрел политичар поттикнува непочитување на мерките за заштита од вирусот, како и неказнување на сите оние кои ги прекршуваат рестриктивните мерки. На ваквото неодговорно однесување на Мицкоски и Чулев се надоврзуваат и нивните локални послушници, прилепските кандидати за пратеници Петар Ристевски и Јане Лашковска, кои неодамна присуствуваа на масовни собири, ги прекршија законските уредби за заштита од коронавирусот и од тоа самите објавија слики. Мицкоски, Чулев и нивните послушници во МВР цело време намерно и организирано ја саботираат борбата со коронавирусот, со што директно го загрозуваат здравието на граѓаните. Ова е класично режимско однесување на Мицкоски, кое во ништо не се разликува од времето на МВР, ВМРО, кога институциите беа во служба само на неговата партија. Нема ништо човечко во однесувањето на Мицкоски, затоа што теретаната и кафаната му се поважни од здравието на граѓаните. Срамот од незрелето и лицемерно однесување на Мицкоски е голем, но одговорноста е уште поголема. Во ваква ситуација, политичарите морат да бидат пример за однесувањето на граѓаните, а не причина за нови пикови од коронавирусот. Ги повикуваме граѓаните да не го следат неодговорниот пример на Мицкоски, за разлика од него да ги почитуваат мерките за заштита од COVID-19, со што ќе го заштитат своето здравје, здравието на своите најблиски и јавното здравје. И благодарам.